Драги слушатели, јас сум Андреја од Еќе Битола и добре дојдовте во третата епизода од серијалот Шах за лица со оштетен вид. Денес ќе научиме како е организирана шаховската табла, по линијата, колоните, редовите и насогите. Ова е основата за снаоѓање во шахот, како мапа што треба да се научи. Шаховската табла има 8 колони и 8 редови, односно вкупно 64 полиња. Секое поле има свое име, составено од буква и број. Например, долното лево поле е А1, до него е Б1, а над него е А2. Буквата ја покажува колоната, а бројот редот. Кога ја поставувате таблата, важно е долното десно поле да биде светло. Така знаете дека таблата е правилно поставена. Колоните се означуваат од А до Х, а редовите од 1 до 8. Така секое поле точно ја покажува својата позиција. Например, ако го допрете долното лево поле, тоа е А1. Над него е А2, а од него десно е Б1. Кога ќе се навикнете на овој систем, лесно ќе ја замислувате таблата во умот. На таблата има и диагонали. Двете најдолги се А1 до Х8 и Х1 до А8. Тоа се главните патеки по кои се движат ловците. Еве една едноставна вежба. Добрете случајно поле и обидете се да го кажете неговото име на глас. Например, мислам дека ова е Ц3. Потоа проверете дали сте во право. Со вежбање, вашите прсти ќе ја препознаваат табелата се побрзо. Запомнете, табелата е вашето поле за игра. Секој поле има значење, а секоја позиција раскажува приказна. Колку повеќе ја чувствувате таблата, толку подобро ќе играте. Во следната епизода ќе научиме како се движат фигурите, од пешакот до кралицата. Јас сум Андреја од Еќе Битола. Ви благодарам што слушавте. И запомнете, вистинското мајсторство не е само да ја гледате таблата, туку да ја чувствувате.